Почитувани, продолжува самоволието на парламентарното мнозинство. И тоа за најважното прашање за државата, референдумот за договорот со Грција. Свесни дека договорот е штетен за државата и граѓаните и свесни дека е спротивно на волјата на граѓаните на Република Македонија, тие се обидуваат со сила, без прифаќање на аргументите на опозицијата, да протуркаат прашање кое е двесмислено и повеќе значно. При тоа, тука се прават две крупни повреди. Има брутално газење на воспоставената демократска практика било кое референдумско прашање и негово формулирање да биде донесено по пат на заеднички консензус со релевантните политички субјекти. ВМРО-ДПМН во тој процес не ја прифати улогата да биде алиби на власта и единствено за декор, туку со аргументи дебатиравме дека прашањето мора да биде еднозначно. Напуштањето на оваа пракса значи продолжување на самоволието на власта, непочитување на волјата на граѓаните и уште еден силен удар на демократијата од оваа недемократска влада. Втората повреда е законска. Согласно член 15 од Законот за референдум, цитирам, прашањето на гласачкото ливче мора да биде прецизно формулирано и недвосмислено, така што граѓанинот на референдум да може да одговори со за или против. Прашања кои се поврзуваат со други теми се двосмислени и може да доведат до забуна. Потребно е референдумското прашање да биде сосема јасно и прецизно и единствено поврзано со договорот. Прашањето кое се предлага од власта, дали сте за членство во ЕУ и НАТО, поддржувајќи го договорот помеѓу Република Македонија и Република Грција, е во целосна спротивност со законот, истото е двосмислено и повеќе значно и пред се манипулативно. Тоа е исто како да поставите прашање дали сте за просечна плата од 500 евра за секое семејство и 1500 евра за докторите, поддржувајќи ги бизнисите од аферата криминални иновации со кои пари добиваат фирми на Андјушев, Локвенец, Ласкова и останатите функционери на СДСМ. Или пак дали сте за намалување на невработеноста, поддржувајќи сомнително криминален тендер од 35 милиони евра во здравството, кој треба да заврши во раце на фирма регистрирана пред само неколку месеци. Нормално дека во сите овие прашања има контрадикторност, повеќе значност и манипулативност. Ова е најдобриот доказ дека власта е исплашена бидејќи договорот не поминува ки народот. Народот е против, целиот договор и капитулацијата која постигнаа заев се едно, а прашањето за членство во НАТО и ЕУ сосема друго. СДСМ сака да изигра волјата на народот и преку кршење на закони сака на сила да протне договор кој капитулација, нечесно поврзувајќи го со членството во НАТО и ЕУ, што пак е заедничка цел на сите. Барам итно да се откаже парламентарното мнозинство од ваквото насилничко однесување. ЗАЕП и СДСМ продолжува да ја туркат државата во амбис, во уште поголема криза со несогледливи последици. ЗАЕП и СДСМ имаат целокупната одговорност за антидржавниот и капитулантски договор со Грција. Благодарам.